Ние одржавме една одлична средба со премиерот Заев. Косово и Македонија, како што рече премиерот, немаат ниту едно отворено прашање. Напротив, тие се како две пријателски земји со една одлична соработка во сите полиња, институционални полиња. Тие се многу извонредни, многу битни се реформите кои што се вршат во Македонија и Косово во нашиот пат кон ЕУ. Двете влади и Косово и Македонија прават одлични чекори во билатералните средби, особено тоа што спомна и премиерот, битни реформи кои ќе бидат во интерес на нашите земји, на нашите народи, на економскиот развој, на создавање на нови работни места и на добрата благосостојба на граѓаните. Беше охрабрувачки фактот што слушнав од премиерот Заев и неговите партнери, дека сега кога сме во последната фаза на автопатот Приштина-Скопје, и владата на Македонија донела одлука ова да започне од границата со Косово кон Скопје и да се заврши овој автопат, кој ќе им олесни на луѓето од Македонија и од Косово да се движат слободно, за да имаме еден европски стандард и простор, овај во добробит на сите луѓе без разлика и на слободното движење и на границите. Исто така, денеска сум тука да се сретнам со премиерот, за да го охрабрам и да го поздравам, да ги поздравам неговите ангажмани како државник собашку со премиерот на Грција Ципрас за разрешување на прашањето со името. Мислам дека ова е најправична одлука, можна одлука, и ние како лидери треба повеќе да мислиме за нашата земја или за популистички одлуки. Нашата иднина и на Косово, и на Македонија, на целиот регион, ние се стремиме да одиме кон ЕУ и НАТО. Затоа Косово, почитувам премиере, ви дава потполна поддршка и на вашите партнери во Македонија, за да се движите напред кон зачленувањето во НАТО, за европската иднина, и ги повикувам со мојот скромен авторитет на Косово како соседна земја на Македонија, сите луѓе, сите граѓани на Република Македонија без разлика да учествуваат на референдумот и да гласаат за. Македонија во НАТО значи мир за целиот регион, вклучувајќи го тука и Косово. Мислам дека ова е еден историски момент кој што треба да се искористи. Исто така, господин премиере, ние дискутиравме во нашата билатерална средба. Вие само што го завршивте процесот со спогодбата со Грција, сега остана Косово и Србија да го затвори процесот, нивниот диалог и да постигне историска спогодба. Вие знаете дека ова нема да биде лесен процес за нас, за да се постигне една ваква конечна историска одлука, што значи реципрочна признавање на двете страни. Единствен пат е диалогот и спогодбата за Косово, што побрзо да се движи кон европската перспектива, исто така и Србија, и дефинитивно да имаме една просторија на европски стандарди и евроатлантски дух. Спогодбата е многу тешко да се постигне, многу потешкоти, многу бариери, но јас сум оптимиста. Подобро сега да го постигнеме тој договор, отколку после 2 или 3 децении.
Ние немаме право да го држиме заложник, да ја држиме заложник едината на нашите деца и на децата на нашите деца и на идните генерации. Така што ќе направам огромни напори за да се постигне ова историска спогодба меѓу Косово и Србија, што значи реципрочно признавање и за евроатлантската иднина на Косово, Србија и за регионот. Јас пред неколку дена бев и во Албанија, разговарав со председателот Мета, исто така и вчера со црногорскиот председател Ѓукановиќ. Сакав и со вас да разговарам и да ве осигурам дека секаква спогодба постигната помеѓу Србија и Косово ќе има европска суштина и ќе биде во интерес и на Косово и на Србија, на нашите народи, ќе ја зачуваме супстанцата, суштината и мултиетничноста во Косово и Србија. Нема да има решение по етнички линии или врз етнички основа. Исто така да биде сигурни дека било каква спогодба меѓу Косово и Србија ќе биде една спогодба. Вие ќе се чувствувате комотни, ќе се чувствувате добро и луѓето ќе го подржуваат овој процес. Нема да направиме никаква спогодба која што го минира односот на нашите пријатели, ниту Македонија, ниту Албанија или Црна Гора или другите земји, но ќе биде една спогодба, координирана спогодба, како што вие тука правите со ЕУ, со САД и сите наши пријатели и партнери. Вашата идеја за корекција на границите со Србија наишло на спростување од премиерот Рамош Рандира, но и од во овој случај од канцеларката Меркел. Дали вие ќе продолжите да настојувате да ги кроите границите долината да биде дел од Косово, што во иднина и граѓаните на Македонија ќе сакаат вакво можно соединување со Албанија и Косово. Косово е уникатна, сите носители на власта, партиските политии, медиумите, општеството воопшто се уникатни. Сите знаат дека без диалог и преговори со Србија нема да можеме да постигнеме мирно решение. Друг пат е невозможно, неприфатливо. Ние поминуваме до еден статус кво, што за мене тоа значи уназадување. Денеска Европската Унија го модернизира и се модернизира и се реформира, но и ги отворил вратите за нас како земји од Западен Балкан. Но Европската Унија во своето семејство не прима земји со отворени конфликти или со отворени проблеми. Ние треба да ги решаваме нашите отворени прашања, па после да чекориме сигурно кон европската иднина. И ова ние сакаме да го правиме заедно како лидери на Косово со раководството на Србија. Тоа што сакам да кажам е следното. Ние веќе сме почнале да дискутираме. Преговорите ќе се интензифицираат уште понатака во иднина помеѓу Србија и Косово. Една таква спогодба може да се пролонгира, но ќе има голем трошок. Мислам дека треба да биде дебата на компромис, како во Косово и Србија, како што и разните прашања, витални прашања во секоја држава се битни, во Албанија, во Косово, во Црна Гора. Секоја земја од Западен Балкан, кога се донесува одлука, тогаш има разни мислења. Дебатите се нормално дека се здрави за демократијата. Како спомнав за нашиот диалог, за диалог се институциите и опозицијата, но треба да бидеме реални. Дефинитивно Косово ќе направи демаркација на 430 км меѓу Косово и Србија. Ова мора да се заклучи овој процес. Мора да се заврши. Јас сум многу горд во времето кога бев премиер. Со првата земја со која што направивме демаркација беше со Македонија. И ова го направиме со дебати, со дискусии. Не беа баш лесни, но беа многу успешни. Затоа
договорот Косово-Србија, доколку се постигне, ќе биде многу тешко да се постигне, ќе биде во европскиот дух, ќе зачува мултиетничество во Косово, ќе се координира целосно со ЕУ и САД, соседните земји и пријателските земји ќе се чувствуваат комотни. Косово го почитува територијалниот интегритет на сите земји, на Македонија, соседни земји Македонија, Црна Гора и Албанија, но со Србија е една специфично прашање. Треба да се заврши процесот на 43 километри демаркација на границата. Во овој правец нормално ќе биде еден многу комплексен процес и мора да се заврши, ќе има нелесни дебати, ќе има и одбиени одлуки, но за нас ова е еден пат кој што ние треба да го преземе како лидери на Косово и на Србија.